За вежбањето дека е благодет, знаеме добро, утринските навики за вежбање, па и во текот на денот, само здравствени благодети по нашето тело носат и нашето здравје. Сега малку повеќе внимание ќе посветиме на трудниците, на бремените жени, оти можеби сега си се дома, испружени, лежерно, не гледаат, си уживаат, си грицкаат по нешто. Сега ние ќе дадеме некои здравствени совети и придобивки зошто да не се откажуваат и да вежбаат во текот на бременоста. Јасна Лековска, пилатес, многу добро позната, наш соговорник денеска, мој гостин за сите совети. Добро утро. Добро утро, Јована. Ти благодарам за поканата во твојата прекрасна емисија. Ти благодарам што си тука секогаш кога се здравствените навики, кои без разлика на годините никогаш не треба да се откажуваме, можеме да ги стекнеме. Тоа го разјаснивме, така? Така, да. да. Сега малку повеќе внимание ќе посветиме на бремените жени. Зошто велиш е одлично ако вежбале претходно да не се откажуваат или токму кога останале бремени да вежбаат? Кои се тие бенефити? Бенефитот е генерално една општа психофизичка, нели, здравствена состојба да се постигне. Знаеме дека додека вежбаме, ни се лачат сите оние убави хормони кои што ни ја потикнуваат она чувство на среќа, на исполнетост, ни се зголемува нивото на енергија, па подобро можеме да функционираме во текот на денот. Кај бремените жени, да речеме, полесно ќе ја одржаваат килажата во текот на бременоста. Знаеме дека почнува нели да расте стомакот, па почнува да не боли грбот. Па и во овој дел нели имаме бенефити, ќе го избегнеме да речам тој дел. Им се подобрува спиењето и уште многу други позитивни, да речам, нели бенефити кои што ги дава вежбањето за време на бременоста. И сега ја спомена исхраната, дека некако повеќе се зголемува на потреба за храна. Така. Оди рамо под рамо во бременоста и исхраната со вежбањето или пак за трудниците нема правила? Се моделира вежбањето без разлика колку се поправиле, дека ги оставаме да си уживаат во тој период од животот? Да, знаеме дека никоја општа нели препорака и на гинеколозите и на нас инструкторите кои што се бавиме нели со оваа работа е да трудницата не стави поголем број на килограми во текот на бременоста, бидејќи знаеме дека после тоа ќе биде тешко враќање во првобитната состојба, па никоја генерална препорака е од прилика да дојдеме до тие 13, јас дозволувам, ајде викам и 15, нека се кила, но да гледаме да не биде нели и над тоа. Знаеме дека секоја бременост е различна и дека кај одредени трудници во текот на бременоста може да им се јаде повеќе, нели да им е зголемен апетитот или да им се јаде некоја конкретна храна. Кај мене со првото дете беше сладолед, иако јас воопшто не јадам сладолед, веќе имам 41 година и лето кога ќе дојде, не ни помислувам на тоа, децата секојдневно на пример ми го јадат и многу ми беше чудно што кога бев трудна со првото детенце со Јан, имав буквално секојдневна потреба да изедам по еден сладолед. А сето тоа треба на некој начин трудницата психички, значи да си го контролира, да биде стабилна и да биде свесна дека колку оди во рамките на таа препорачана и дозволена килажа, толку ќе биде полесно и на неа самото породување и после тоа самото враќање нели во повторната килажа или кондиција во која што била претходно. Сега, за време на породувањето, особено за првородките, велат дека е одлично и бенефитите се огромни доколку вежба во текот на бременоста. Сега, малку има недоумица дали ако претходно биле пасивни, не вежбале, не биле воопшто активни, дали да почнуваат токму кога ќе започне веќе дозволениот, дали прв, втор, некому и трет семестар, така во бременоста, или пак да си останат како што били претходно. Тука се малку тие некои митови, ако не си вежбал се, не вежбај во бременоста, или пак за оние па што се активни, што значи ако прекинат. Точно така. Тука, значи, ни е најважен и на прво место е секогаш гинекологот кој што ја води вашата бременост. Значи, тој е ваш нели матичен гинеколог и нормално си има некаква историја за вас во текот на прегледите кои што сте ги правеле. Јас пред да примам трудница, било да била активна, било да била неактивна, првото прашање кое што го поставуваме е дали вашиот гинеколог ви дозволи да продолжите со вежбањето или пак дали ви дозволува да се вклучите во некаков процес на лесно
вежбање, бидејќи претходно не сте биле нели активни. Доколку добиеме зелено светло од нашите гинеколози дека станува збор за нормална нели бременост, дека си сигурни, вежбачите кои што претходно си вежбале си продолжуваат нели со програм кој што го прилагодуваме во секој триместар од бременоста и тие одат малце поактивно, значи сум имала онака буквално трудници кои што ги работеле 70 до 80% од вежбите кои што и претходно ги нели работеле со мене, со мала модификација кај стомачните вежби, додека со неактивните трудници кои што сакаат да се вклучат во тој процес, одиме чекор по чекор, значи малце полека, со малце посмирени вежби, нели интензитетот е понамален, време траењето на часот е мал, полека да стигнеме до некоја точка да можеме нели убаво да ја поминеме целата бременост. Со оглед на тоа дека еве се оди чекор по чекор, така и се моделираат, се менуваат вежбите во текот на сите 3 семестри, како да ги првиот од 1 до 3, од 3 до 6, од 6 до 9. Така е, значи буквално како што е поделена бременоста во 3 триместри, исто и вежбите се прилагодуваат во секој триместар од вежбањето. Добро, кои се вежбите кои што се препорачуваат? Прво што ни доаѓа на ум и прво што ни е така слика дека е во ред и е препорачливо за вежбање пилатесот. Точно така, пилатесот е една, да речеме, безбедна дисциплина, нормално вежбите. Еве сега и тие што ги гледаме, така, тоа се тие вежби. Ова е сестра ми, баш е, она се таза породена, има мало бебче, 3 месеци. Например, оваа вежба сега што ја прави не е погодна за секоја трудница, ова може да ја прави трудница која што нели претходно била активна во бременоста. Да, за претходниот одговор дека 70% од вежбите активните вежбачи нормално можат да го прават. Сега вака јас, Нина и тимот кој што работи со мене во Трините на еден начин е обучен значи за водење на трудници. Точно знаеме што правиме. Јас веќе знаеш и ти, скоро 20 години ја работам оваа работа. И мене ми е најважно трудницата да се осеќа сигурна кога ќе влезе и кога ќе се запознаеме, дека е во сигурни раце и за време на бременоста јас едноставно не сакам да експериментирам. Значи сум доаѓала и во случаи кај што сега трудницата бидејќи не знае и вика ама те молам дај ми стомачни, дели поради раслегањето на стомакот и сега мислат дека ако работише да речеме да не се. Да, но јас сум и општо позната по тоа, не само за вежбање со трудниците, него генерално за сите вежбачи, дека практикувам на некој начин безбедно вежбање. Сакам сите вежбачи да вежбаат правилно и точно и да вежбаат безбедно, се со цел да не дојдат до некакви повреди и слично, бидејќи откако ќе стане повредата, после ни е многу тешко со тие корективни вежби да се вратиме повторно во некаков процес на вежбање. Е добро сега по завршување, тоес по породување, по завршување на периодот на бременост и така натаму, некако доаѓаме во еден пасивен дел. Зошто пасивен? Затоа што тука се дома со бебенцето, се во некоја комфорт зона и тешко тука се враќаат повторно на вежбањето. Мислам дека тука мотивацијата е најголема. Да, тоа е нормално затоа што мајката се соочува нели со нешто кое што претходно не е било вообичаено, да кажам на некој начин. Знаеме дека доаѓа до промена и на хормоналниот статус како за време на бременоста, така и по породувањето. Па во право си дека многу е потешко откако ќе се породи мајката да се вклучи повторно во некаков процес на вежбање отколку претходно. И сега моето искуство кажува дека вежбачките кои што активно вежбале пред да забременат, си вежбале за време на бременоста, кај тие вежбачки е најверојатно веќе тој мајндсет подготвен и спремен, ме разбираш? И кај тие вежбачки воопшто нема никакво двоумење или они знаат дека доколку дојдат тој 1 саат за себе во сала, дека потоа ќе им направи да им е поубаво и нели како викаат срекна мајка, срекно дете, срекна цела атмосфера дома. Срекно семејство и така тие прават буквално све да пробаат да се организираат со помош дали од мажот, дали од било кој некој што може да им помогне, барем 2 пати во неделата да дојдат да се извежбаат. Тоа исто така се случува, најверојатно ќе ме прашаш после колку време може да вежба.
Да, веднаш тоа, веднаш тоа. Да, После колку да. време и има еден мал, како да речам, мит страв, што се случува кај мајките, особено оние кои што се доилки, дали тоа ќе пречи на лактацијата? Не, тоа е буквално лага и е буквално мит. Трудницата која што си се породила или не е таа за мајка, си има еден преглед кој што си го прави исто кај гинекологот кој што ја породил, обично се прави прегледот на 40 дена. И исто доколку тој гинеколог констатира дека е све во ред и дека мајката може да се врати повторно во некаков процес на вежбање, мајкиве кои што претходно биле активни, веќе по 2 месеци ни се враќаат во сала и ни се вклучуваат во тој процес на вежбање. А што се однесува до лактацијата, тоа било кој доктор да го прашате, ќе ви каже дека е лага и буквално самото вежбање не влијае ниту на количината на млекото која што мајката ќе го има, ниту пак влијае на квалитетот на млекото. Секако и овој постпородилен период ние го третираме како сензитивен период, исто како бременоста, додека мајката дои, па исто и во овој период вежбите кои што една мајка ги прави се прилагодени за тој период, не се истите вежби кои што активно си ги вежбаат другите вежбачи. И сега добро познато е, без разлика колку килограми ставиле мајките на себе, телото се деформира со бременоста. Потоа тешко е, да речем, кај стомачните мускули можеби најмногу, тој период е потежок, да речеме на враќање во нормала, но и другите мускули, сите, една мускулна општа слабост се случува на телото. Колкав е оној период потоа на враќање во форма, може да кажем? Точно така. Треба ли трпение? Треба трпение. Јас на секоја мајка која што ќе се вклучи во тој процес на вежбање, им кажувам дека ова е период каде што им е најважно бебето и дека треба да си го изуживаат максимално можно тој период на доење, на блискост со бебчето и дека треба да си дадат време. Како што викаат, колку време сте го носеле бебето, дека од прилика толкав ви треба временски период да се вратите во некоја нормала. По книга, по книгата, да. Моето искуство, сега да кажувам за моите вежбачи, и за мајките кои што вежбале со мене, ми покажало дека секоја една мајка, без оглед на тоа колку килограми ставила во бременоста, дека сите од прилика се вратиле на тоа што биле претходно. Во однос на деформитетите, најчесто е појавата на диастазата, односно тој процеп што се прави на абдоминалниот зид, неговото раздвојување. Што делува како дупка, кога ќе легнат мајките, малку непријатно, но и фактички се прави како надувување на стомачето, како некое балонче. Но е нормална. Е нормална појава, све почеста, да речеме, на некој начин. Постојат вежби со кои што мајките сами можат да си прегледаат, односно да си видат колку прсти им е таа вдлабнатина. Имаат кај мене на мојот профил, баш имам снимено видео за тоа, доколку не се сигурни, добро е да посетат абдоминален хирург, бидејќи сум имала случаеви каде што таа вдлабнатина или тој отвор, ако ми веруваш Јована, бил дури повеќе од 5, 6, 7 прста и тогаш никакви вежби, не сакам јас да лажам никого, никакви вежби не можат, например, да затворат толкав отвор. Тука веќе си е потребна хируршка интервенција, каде што си се шијат мускулите и си се враќаат во нормала. Но некој отвор кој што го имаат поголемиот број на жените, тоа е од прилика 1 прст, 2,5 прста, е тоа минимално, може да биде буквално од кај желудникот, да го чувствуваат до долниот дел на стомакот, со редовни и активно вежбање. Овој првиот дел до пупакот доста лесно го затвараме и доста брзо, па тука кај пупакот малце мачиме некоја мака, ама тоа е што еве и јас колку време веќе вежбам, тој процеп што ми е останат, да речеме, кај пупакот, иако секојдневно, да речеме, на некој начин вежбам, се уште таа мала вдлабнатина тука пусти, некако си мислам дека никогаш нема да се затвори, но
естетски мене веќе не ми пречи, бидејќи јас сум во некои години кај што едноставно мојата самодоверба во работата што ја работам и све не ми прави психичка пречка, ете да речеме да се соблечам и во двуделни купачи, да го покажам тој дел и да видат, мислам, луѓето дека е све тоа најнормален процес. И стричка, пукната и све е тоа нормално. Многу ми се допаѓа тој начин на размислување твој и тоа мислење кое што го пренесуваш на вежбачите, дека секој треба да си го сака своето тело. Наспроти мислењето дека оној кој што ти е тренер треба да изгледа буквално под наводници совршено и дека сите треба да се трудат да биде така, всушност ти ја покажаш реалноста и убавината секој да си го сака своето тело. И многу ми се допаѓа тоа, навистина да се шири тоа мнение, ќе имаме многу помалку ситуации на кои што верувам дека ти си ведочиш кај помладите, желби за диети, желби за некаков си совршен изглед и слично. Да. Сите кои што ме познаваат и кои што ќе се вклучат во некој процес на вежбање со мене, знаат дека јас сум таа која што вика дека најважно ми е прво кога ќе се вклучите во процесот на вежбање, да ви биде убаво. Значи, откако ќе го извежбате часот со мене или со било кој од тимот на Тринити, кога ќе си заминете дома, да посакате вие повторно да се вратите. Значи, да ви се врати онаа желба да сакате да вежбате и нешто да ве тера тоа да го правите. Значи, буквално имам девојки кои што, нели, после работа има after-work parties или не знам што, но тие се толку зависни што ги тера нешто од внатре и тоа ми е приоритет вежбањето. А верувајте, откако ќе се вклучите во тој процес на вежбање, затоа што сепак сте дошле на некој начин кај професионалци. Ние, јас, сестра ми Манче што работи со мене, девојчињата што работат, Магдалина, Ангела. Тоа се луѓе што долги години го работат. Сите сме скоро, да речеме, па веќе со 10 години стекнато работно искуство. Јас веќе не кажувам колку. Но и тимов кој што работи со мене веќе долги години, нели, е во сала, ние работиме буквално секој ден и со персоналци, со групи, со трудници, со луѓе кои што имаат проблеми, кичма, колена, врат и слично. Така што вие доколку активно се вклучите во тој процес, ги следите нашите насоки, сте се дисциплинирани, вежбате редовно, си внимавате малце со исхраната, едноставно тој физички резултат не може да не дојде. Не може да не дојде. Многу убаво кажано, ќе оставам со оваа порака да го завршиме разговорот. Ти благодарам, Јасна. Благодарам што секогаш си тука да ни одговориш на сите прашања кои што ги имаме во поглед на вежбањето, на здравиот начин на живот и се надевам дека и во иднина се гледаме со оглед на тоа колку напорно работиш и постојано нови програми излегуваат од тебе и усовршување на вежбите, така да се гледаме. Ти благодарам, Јована, и на тебе, на сите трудници им посакувам, значи, лесно да ја поминат целата бременост и доколку можам да помогнам на било кој начин, им стојам на располагање. Ви благодарам уште еднаш.